Поради состојбата со коронавирусот, која рефлектира економска криза, која пак налага штедење во секој сектор, од домакинско и одговорно однесување, од кратење на трошоци при работа, нема да се откаже ниту Министерството за образование. Досегашната пракса, секој наставник во оделна училница со негово физичко присуство да се конектира со учениците кои седат дома и го следат воспитно образовниот процес, најверојатно ќе се укине. Односно, и наставниците и учениците од дома, онлайн, ќе имаат интерактивната комуникација преку националната образовна платформа. Ова впречем беше денешниот предлог на Министерката за образование. На средба со градоначалниците од Источниот регион, која денес се случи во Кочани. Министерката за образование и наука Мила Царовска изјави дека е разговарано за рационализација на средства, да не се случува расфрлање со пари за загревање на цела училница за еден наставник и тие пари да може да се искористат во набавка на ИТ уреди. Царовска најави дека дефинитивното однесување на ваква одлука, а кога ќе останат дома и наставниците, односно за датумот на промена на сега важечката пракса, јавноста ќе биде информирана до крајот на оваа недела. Бирото за развој на образованието и Државниот просветен инспекторат вчера им препорачаа наставниците, учениците да ги добијат првите сумарни оценки до 20 ноември. Инаку, министерката Царовска денес изјави дека екскурзии оваа година нема да се организираат. Учениците може да имаат прошетка, движење, заедно со наставниците до 5 километри. Од друга страна, она што се случува од минатата година, зашто агенциите не ги вратиле парите, таа смета дека има уредби, а Министерството за економија има препораки да се дадат ваучери, кои што ќе може да се користат во наредниот период, и тоа сигурно се случило.